Вести во 12:30 на Канал Плюс. Добар ден, еве дел од настаните. Меѓународниот ден на семејството Унијата на жени на ВМРО ДПМН во Штип го одбележа со посета на многу детно семејство и куклена представа во зоолошката градина. Јавна презентација за урбанистичкиот план за спортско-рекреативниот центар Пониква се одржа во Кочани. Бројот на малолетнички кои извршиле абортус е со минимален број. Старосната граница е од 34 до 35 години. Денес во 11 часот во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип се одржа пресконференција на која се обрати пратеникот Никола Мицевски за големиот народен собир кој ќе се одржи на 18 мај во Скопје, на кој ги повика сите граѓани да дадат подршка за стабилна и силна Македонија. Апел за мирен народен собир имаше и во повеќето градови од источниот регион. Почитувани сограѓани, веќе неколку месеци Република Македонија стана заложник на уцените на Зоран Заев и неговите соработници од СДСМ, чија основна цел е со недемократски средства, спротивно на резултатите од изборите, да ја приграби власта. ВМРО ДПМН, како и секогаш, до сега ќе се бори за стабилна и економски просперитетна држава. Македонија во понеделник ќе покаже дека нема да дозволи заради личен или партиски интерес државата да биде втурната во неизвестност. Во Штип, граѓаните во 9 последователни изборни демократски процеси довербата ја даваат на ВМРО ДПМН. И затоа опозицијата треба да ја е јасно дека власта единствено се добива на избори. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ги повикува граѓаните на општина Штип да се приклучат на големиот собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот пред владата на Република Македонија. Овој собир ќе биде моќен народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на државата и истовремено повик за стабилна и силна Македонија. По повод одбележување на Меѓународниот ден на семејството, Унијата на жени на ВМРО ДПМН беше во посета на многу детно семејство, во кое владее мир и хармонија. Покрај посетата, Унијата на жени организираа настан во зоолошката градина. По повод одбележување на 15 мај Меѓународниот ден на семејството, Унијата на жени на ВМРО ДПМН беа во посета на многудетното семејство Ѓоргиеви. Тоа е едно наше семејство кое што, да кажеме, едно од поредките семејства кое има 4 дечиња. Како добар пример за сите останати млади родители кои што планираат брак, семејство, да го следат овој пример, бидејќи навистина децата се богатство кое што со ништо на светот не може да се надокнади. Посетеното семејство докажа дека децата се најголемото богатство. Среќни сме што имаме 4 деца, сите ни се машки, имаме желба за женско, па може би петото ќе биде и женско. Покрај посетата, Унијата на жени организираше и настан во зоолошката градина, каде се одржа и куклена представа. Посетеноста на овој настан беше голема. Јавна расправа за урбанистичкиот план за спортско-рекреативниот центар Пониква се одржа во Кочани. До 22 мај граѓаните и правните лица имаат можност да достават предлози, забелешки и мислења за содржините на урбанистичкиот план на ова подрачје. За јавната расправа по урбанистичкиот план во населено место за спортско-рекреативниот центар Пониква, планска документација 2014-2024 година, нацрт план помеѓу граѓаните на Кочани, постои голем интерес со оглед на фактот што голем број од граѓаните во повеќе делови на Пониква имаат изградени викенд куќи и други објекти кои ќе треба да се вметнат како дел од урбанистичкиот план на Пониква. Во тек е јавната анкета по урбанистички план во населено место за спортско-рекреативен центар Пониква и истата трае до 22 мај. Во овој период заинтересираните граѓани и правни лица може да поднесуваат анкетни листови со предлози, забелешки и сугестии во однос на планското решение. Кон анкетните листови треба да достават копија од катастарски план.
и имотен лист за конкретната парцела за која што се однесува забелешката, или пак можат забелешките да бидат и предлозите за целиот плански опфат. Она што е согласно законска регулатива и тоа што е прифатливо за општината ќе биде вградено во предлог планот, сето друго што нели ќе биде разгледано и ќе постапиме согласно законска регулатива. Урбанистичкиот план на Пониква проширен ќе се протега на површина од 50 хектари, од кои дел се наменети за зеленило, а дел за викендички и хотели. Спонтаните абортуси се почести од намерното абортирање на плодот. Старосната граница е од 34 до 35 години, но за среќа бројот на малолетнички кои извршиле абортус е со минимален број. Абортусот во општеството е од секогаш бил табу тема кај жените, а и во политиката. Аргументите околу оваа тема се со различни гледишта, односно за многу луѓе абортусот представува убиство. Прекинот на бременоста кај жената е од две причини, односно ненамерно или спонтан абортус и намерно прекинување на плодот од лични причини на мајката или пак од причина која е ризик за натамошната здравствена состојба на жената. Ненамерните абортуси се случуваат од различни медицински компликации. Несакани абортуси, овде спаѓаат стручно кажани мизетите, инкомплетните абортуси или мртов плод, народски кажано. Значи, границата се движи, старосна граница кај пациентките се движи кај овие абортуси до кај 35-6 години, кога се жените во онаа репродуктивна фаза, кога сакаат да раѓаат, имаат услови за раѓање. Али по некоја причина непозната се дошло до прекина бременоста. Вака сега по градови, така општо да ве запознам, например во Штип за 2014 година имаме 74 несакани абортуси и еден од поводичките градови е Радовиш со 33 пациентки. Додека имаме и од другите останати градови по една, по 5, по 14 пациентки. Проби Штип имаме 11, имаме странска државјанка една, од Скопје, од Берово, значи тоа не можеш да го планираш ниту времето, ниту местото кога се десе, тоа се така често ургентни состојби, се јави креварење тие работи и доаѓаат од секаде. Намерните абортуси за 2014 година се со помал број во однос на ненамерните извршени абортуси. Кај намерните абортуси, артифицијални, за 2014 во Штип имаме 25 од Штип пациентки, Радовиш 22, потоа 5 Свети Николе, 6 Делчево и останатите се по една по две пациентки. Заклучно со 12 мај 2015 година, ненамерни абортуси во Штип има извршено 23, Делчево 10, Свети Николе 2 и во другите градови на истокот по една или две пациентки. Што се однесува до старосната граница, за среќа бројот на малолетни девојки кои направиле намерен абортус не е со висок број. Националната установа Археолошки музеј на Македонија во Кочани организираше едукативна работилница за културното наследство во Кочани и Кочанско. Во етнокуќата во Кочани учениците учеа и твореа за кочанското културно наследство. Културното наследство на Кочани и Кочанско низ работилница на која учествуваа ученици од кочанските основни и средни училишта беше реализирана во просториите на етнокуќата. Насловот на работилницата е Кочанското културно наследство и тие треба инспирацијата да ја побараат во Кочанското културно наследство. Меѓутоа, бидејќи тие не располагаат со доволно податоци за тоа, јас го подготвив едукативното предавање за почеток пред да се започне со делот во кој што тие ќе ги прават изработките, да им покажам што евентуално би можеле да употребат како нивна инспирација во изработката и овде напоменувам, значи не само во предавањето не беа вклучени само археолошки предмети, археолошки материјал, туку се она што представува културно наследство во Кочанскиот регион од неолитот па до денешни дни, значи без малку.
Делата од годинешната работилница ќе бидат изложени на посебна изложба и печатени во каталог. Понатаму со работилницата сите училишта ќе можат да изработат своји изработки, исто како и претходниот пат, значи нивните творби, дали тоа ќе бидат копии во глиномол или цртежи или слики со акрилни или со темперни бои, ќе бидат изложени пред јавноста и ќе биде подготвен еден каталог со текот на самата работилница. Оваа работилница е проект на Националната установа Археолошки музеј на Македонија, Депандан Скочани. Поранешниот американски претседател Бил Клинтон и неговата сопруга Хилари, која има намера да стане кандидат на Демократската партија на следните избори председател на САД, минатата година само од предавања заработиле повеќе од 25 милиони долари. Станува збор за над 100 предавања. Освен тоа, Хилари заработила 5 милиони долари од книгата Тежок избор. Кина и Индија потпишаа 21 договор за трговија и соработка за над 22 милиарди долари во областа како обновливи извори на енергија, пристаништа, финансии и индустријски паркови. Потпишувањето се случи во присуство на индискиот премиер Моди во крајот на тридневната посета на Кина. Повеќе од 500 лица, од кои повеќето новинари, се евакуирани од еден од најпопуларните лондонски хотели Мериот во централниот дел на Лондон. Околу 300 од евакуираните биле новинари. Тие пристигнале во хотелот за да известуваат за церемонијата за доделување награди на новинари и вработени во британските медиуми. Во несреќата нема настрадани, а причините за пожарот се уште се истражуваат. Денес ке се одиграат 4 дуели во првата македонска фудбалска лига. Попладнево во 16:30 часот ке се одиграат надпревари од 31-то фудбалско коло. Штипска Брегалница денес ке ги одмери силите со Тетекс во Скопје. И покрај веќе постигнатите одлични резултати, сините не застануваат овде, продолжуваат со низа на освојување бодови. Максимално сме подготвени, максимално приоѓаме како на секој претходен надпревар. Ние во нашата работа секој пат приоѓаме да го решиме, да успееме да направиме резултат на наредниот надпревар. Се надевам пак на добра игра, добар резултат и можеби доколку резултатот биде поволен за нас и на надпреварот во Прилеп, кај што меѓу себе играат Пелистер и Турново, може да се заврши работата уште околу Брегалница да обезбеди опстанок. Министерството за внатрешни работи на Македонија и Фудбалската федерација на Македонија за сите закажани надпревари во првата македонска фудбалска лига одлучија надпреварите да се играат без присуство на гледачи во закажаните термини поради безбедносната состојба. Во рамките на 31-то коло денес ке се одиграат надпреварите помеѓу Вардар и Ренова, Пелистер Хоризонт Турново, Работнички Шкендија и Тетекс Брегалница. За повеќе информации посетете го нашиот веб портал kanalplus.mk. Останете со нашата програма. Пријатен ден!